skoro. Dojdi, mili Isuse, vo mojevo srce. Dojdi, mili Isuse, vo mojevo srce. I eve ke dojdam skoro, i so mene otplatam, se komu ke dadam spored delata, koliko ljubov vo srcata. Se komu ke dadam spored delata, koliko ljubov vo srcata. Mir vam, slava ti Gospodi Isuse Hriste, slava ti Hristose. Bitna je ta povrzanost, kako da kažeš, pretopenost, zajedništvo. Kako da станеш едно тело со Исус. Видите, мажот и жената, кога се љубат, стануваат едно тело. На почетокот, кога се уште има страст. Потоа, телесно ќе се навикнат едни на други. И ако нема духовна љубов, ако не се еден дух треба да станеш едно тело. Љубовта изгладува, нема вистинска љубов. Телесниот човек нема доволно љубов. И тоа е целата суштина. Но имаш некој кој има доволно, тоа е љубовта која никогаш не престанува на нашиот Татко Небесен на небесата. Денеска вчера во Македонија палат коледарски огнови, бабникови огнови. Последниве години големата заедница се јави дека тие биле пагански. Видете? И луѓето не ги почитуваат, им велат, а джиповите што ги возат, дали се пагански. Не само джиповите. Целата структура на однесувањето во заедницата, богородично христијанство, славење свети, тоа може слободно да се нарече македонска народна култура, која влече корен од неолитот. Тоа покажува дека македонците навистина имаат трајна, долгогодишна, повеќе милениумска врска со Таткото Небесен, го бараат Создателот, и не случајно тој рече во Дела 15:14: ќе изберам народ што ќе го прослави моето име. И потоа оди кај македонецот ноќеска сонував еден сон. Тоа покажува дека Македонија има голема традиција. Видете, целата суштина е како да му ја пренесеш вистината, да му го пренесеш Исус на македонецот, па да го искористи богатството што му е дадено во културата. Да зајакне, да порасне во љубовта, да не бидеш во пораз. Зошто сум постапил така или вака? Тогаш или таму ме прашуваат често сотрудници. Зошто ти постапуваш вака? Видите, кога ти им кажам, не знам, тешко е на луѓето да разберат. Исус во молитвата вели: Татко, нека биде Твојата волја. Твое е царството, Негово е царството, силата, нели познатата молитва, и славата се Негови. И волјата е Негова, нека биде волјата Твоја. Не знам зошто сум постапил. Но познавам еден друг, например. Единствено што знае, и јас дејствувам со него. Дејствувам во него, чекам водство. Нели Исус во молитвата зборува за Таткова волја, нека биде Твојата волја. Не за мојата волја, не за својата, не за Исусовата. Пазете, зборува за Татковата. Па зарем јас имам право на своја волја? Да имаш право на своја волја. Во слободна волја да го избереш Таткото Небесен, затоа си на земјата. Да се вратиш назад. А ти, дете, ќе се наречеш пророк на Севишниот. Цитирам еден стих, Лука 1:76, зашто ќе одиш пред Господовото лице, за да му го приготвиш патот негов. Јован, нели? Од Јована нема поголем роден на земјата. Тој вели, јас не сум достоен ни врвките да му ги одврзам. Ова се однесува на Јован, но и на секого од нас. Треба да му го приготвиш патот до нечие срце. Деца на Севишниот Отец во негова власт, во негово водство, да му дозволиш
Во дух и вистина да му се поклониш, да дозволиш духот да те води. Он да ги врши делата, не ти. Одиш пред неговото лице и веднаш му се отвори устата негова и јазикот негов. Да ти го отвори јазикот и устата. Изборуваше благословувајќи го Бога, Лука 1:64, се однесува на Захарија, таткото на Јован и секого од нас. Значи, тој не веруваше дека ќе се роди Јован со оглед на тоа дека жена му беше во поодминати години. Му се одзема говорот. Тоа ти е показно да размислиш дека не можеш ништо да направиш самиот. Можеш како Каин да копаш, да бидеш земјоделец и на крајот ќе завршиш во земјата. Барајте го најнапред Царството Божјо. Како вистински да го побарам Царството Божјо, тоа е целата суштина, уште еднашка, а ти, дете, ќе се наречеш пророк на Севишниот, се однесува на секој еден од нас. Дете, зашто ќе одиш пред Господовото лице, за да му го приготвиш патот негов, Лука 1:79. Значи, на Јован и на секого од нас. Јас треба да зборувам овде, да бидам сведок негов, жив камен во црквата. Тоа е христијанство. А тие палеле бадникови огнови. Па пала, тоа е народна традиција. Тоа е како кога играш оро и пееш песни, а си заборавил дека треба да ги пееш и да ги играш, и да го правиш тоа за слава Господова. Секако од заедниците слават некого друг таму. Не им се јасни работите, не го проповедаат Евангелието, си прават канони. Тие самите се пагани, гредата во нивното око, и ја гледаат раската во окото на верниците. Верниците не ќе да ги гледат. И градат зграда, например, во центарот на града. Наместо да изградат духовен храм, да го повикаат, да ги повикаат македонците, да се покајат, да постат, вистински да го возлюбат Исус, како ќе го возлюбат кога тие не го знаат Исуса. Се однесува на Јован и секој од нас пророк, гласноговорник Исусов, одиш пред таткото, пред Исусовото лице, му приготвуваш пат. Он те гледа секогаш. Он те гледа, он е присутен. Во зеницата на окото негово си он живее и действува со тебе и во тебе, ако му дозволиш, инаку те гледа само. Во срцето ти, зошто сум постапил така или вака. Па кога ќе почнеш да чекаш во што да постапуваш, нема да прашуваш такви опити. Зошто? Не знам. Глава на мажот е Исус. Он мисли и зборува во мене, со мене, во дух. Еве и цитатот Јован 3:8. Ветрот дува каде што сака. Ветрот е духот, нели? Гласот негов го слушаш, но не знаеш од каде иде, на каде оди. Така е со секој човек роден од духот. Јован 3:8. Човек роден од духот, воден и управуван од духот. Денеска е петок, во недела православието слави родение на Исус Христос, ке испеат Христос воскресна, вистина воскресни, ке се вратат на стариот начин на живење. Тоа се временски датуми одредници кои ништо не менуваат. Само те подсетуваат дека ти не си ја завршил работата. Вистина ви велам, ако некој не се роди од вода, и ние ќе дојдеме до тој момент, тие влегуваат во вода, го капат детето во вода, ја сечат косата, овие другите влегуваат во вода, одат во Ерусалим. Да се родиш од вода. Како се раѓаш ти од вода? Ти се капеш. Раѓањето значи да умреш првин. Не можеш два пати роден. Ќе бидеш шизофрена личност, како например нашите соседи, кои тврдат дека се македонци, и грци македонци, и бугари македонци, и илири македонци, и словени македонци, и ги негираат македонците. Значи не можеш да влезеш во Царство Божјо ако не се родиш од дух. Да се родиш од вода, нели значи да излезеш од мајчината утроба, да станеш човек. Вистина ви велам, зашто роденото од тело е тело. Нашата вистинска природа е духовна. Роденото од дух е дух. Ти треба да бидеш дух, духовно движење да научиш. Јован 3:5-6. Човек роден од дух, воден од дух, исполнет со духот, со полна зрелост. Полното во духот на Отецот, напоен со љубовта, која е единствената вечност, бидејќи тоа е
Тоа е базичната природа, корените на нашиот Татко Небесен, он е љубов. Тоа не е чувството кој е природа, која никогаш не престанува. Од друг препев се вели духот дише каде сака. И гласот негов. Гласот е негов, не е твој. Гласот на оној што вика во пустината. Те сакам, Господи Исусе Христе, го слушаш, ама не знаеш, ти не знаеш од каде иде и на каде оди. Он знае. Он знае. Така е со секој човек роден од дух. Дали си ти роден од дух? Јован 3:8. Водство и управување од духот. Син Божји, таа е таа дефиниција. Кратко кажано, е оној кого го води, управува, обликува Духот Божји. Пишано е, во друг препев се вели ветрот дува каде што сака, каде што љуби, каде што милува. Духот управува. Се мисли на Духот и неговото водство. Видете, Исус вели, јас не решавам кој ќе седи од десната или од левата страна. Не решава Исус кој ќе седи од десната или од левата страна. Од левата страна се козите, ќе отпаднат. Оди во Исус знае, ама не се врзува, не сака да се предаде, не сака да се промени, се уште е во светот. Познат е стихот дека неговите патишта на Таткото Небесен, неговите мисли и дела не се исти со нашите. Тоа е разликата меѓу телесниот човек, воден од себе си и духот на овој свет, ти што сакаш, мислиш, желби, и Син Божи кој е преплавен, роден, воден од духот на нашиот Отец. Син Божи. Луѓето постапуваат по свој велат дека се христијани, осудуваат. Знаете, од сето оружје Божјо оклопот на праведноста е фасцинантен, не те допира никаква стрела на сатаната, но не смееш да осудуваш никого. Исус на крстот рече прости им, татко. Прости им, татко. Кому? На сите. Друг препев вели ветрот дува каде што избира, он избира. Дејствува, говори од Синот Божи, од мене и од тебе. Така кога ќе му поставиш опит на некој Христов слуга, зошто постапи ти вака, а зошто ти така? Или на Христов слуга пророк, старешина на заедница, на Син Божи, зошто вака постапуваш, онака? Ти се уште си во пустината Израелева, мрмориш на преминато тело во Духот Светот во Исус, мрмориш, негодуваш, избираш во своите зборови самиот живот и смрт. Живот се зборовите во дух, он ги зборува, он те води, он изговара, он дејствува. Смрт е ти што сакаш, ти си тераш по свое. Може би е дефиницијата преострано, така е. Голем познат драматург умира во рак, во болки. Денеска него го слават. Кога ќе ги видам неговите дела се затресувам, сега треба да го работам на факултетот. Прости им, татко. Затоа го имам принципот на Еврипет на почетокот и на крајот на представата. Го повикувам Исус да игра со нас. Деусен махина. Еве стихови, фалете го Господа од земјата. Вие сите али и бездни. Али и бездни се состои во твојот ум и во твоето срце и душа. Огнот и градот, снегот и мразот и ти бурен ветру, кој го исполнуваш словото негово. Псалм 148, 7-8. Ветрот, духот кој го исполнува словото негово. Ти чие слово исполнуваш, говориш, слушаш и служиш? Синко човечки, запрашај се, дали зборуваш свое слово? Затреси се малку, размисли. Почекај. Говориш, дали се роди од озгора, дали го остави стариот човек, му дозволуваш на Исус да те направи силен според Тимотеј, дали си роден од дух, дали умрел стариот ти и те води ветрот, духот Исусов, по неговата волја, по љубовта која никогаш не престанува, која е оган кој не гасне, кој те води и каде одиш, синко човечки, се важни работи. Видете, тоа се тие текстови, бидејќи Исус е учителот, кои слегуваат. Јас сум само сад. Свечен или секојдневен сад, еве, ние скоро ќе дојдеме до 500-тиот завет. Видете, кога почнав, јас се чудев како една жена, проповедник од Америка, Джойс Мајер,
150 предавања по 15-20 минути. Како се чудев? Па тоа е таа жива река од утробата. Жива река од утробата му дозволуваш да те води. Ако се сосредоточам и застанам вистински пред него, непрекинато ќе течат овие. Тоа е жива вода. Тоа е живиот дух. Тоа е љубовта која никогаш не престанува. Ме сретна еден ректор, декан на еден универзитет во продавница за храна за кучиња. Тихомир, едва ги чекам со нетрпение. Тој самиот почна да зборува. Овие филозофско религиски беседи. Јас му викам, тоа е духот. Да, знам, изборувавме потоа за исламот и за некои работи. Знаете, сега денеска, например, доаѓа вредение на Христово и, например, уредникот од телевизија пушта музика народна. Јас му велам, треба да пушташ од Светото писмо, бе, човеку. Не, ние вака се договоривме. Па знам, ама ти го спречуваш практично. Ти се спротиставуваш на Бог. Ти немаш никаква почит и не разбираш. Народот седна да јаде, да пие. Но тоа е друга тема. Значи, тие ја раскажуваат содржината дали да палат бадникови огнови. Па не е проблемот на бадниковите огнови. Палиш оган и во шума да се загрееш. Тоа е имитативен чин, а зошто рипате по крстот во реката? Па одите и го бакнувате крстот. Зошто славите Богородица и светци, каде славата е на Исус? Зошто сте пишале молитва дојди свети душе? Кој свети дух? Тоа е дел од Исусовата природа. Со духот сум со вас. Исус е присутен и Отецот. И раскажуваат содржината на Светото писмо, глави, бројки цитираат тоа што го разбрале, декламираат, а немаат сила на љубовта. За да се освои Царството Божјо, ни е нужна сила. Ние го имаме тој стих, насока, одредница, pouка. Барајте го најнапред. Царството Божјо. Това треба да го бараш. Ти што бараш? И се ќе ви се придодаде. Царството Божјо ни е нужна сила. И силните го грабаат. Исусова сила во срцето, не само во умот стиховите. Како деца се расправаат. Врчкаат, викаат по пазариштата заедниците. Една заедница, друга заедница, трета, поделени, разделени. Дели, подели, раздели, надели, сите цареви, сите водачи, сите едни против други, готово е. Исус е на помош. Со стихови без дух, статистика и архива, Исус вели дека имаат мртва вера. Мртва вера. Пазете ги тие стихови. О безумни, Лука 24:25, срцето ви е споро за да поверувате во се што рекле пророците. Пазете во тој момент. Лука 24:25, да поверуваш во зборот, во духот. Пророкот зборува во дух, кој прима пророк во пророчко име, ќе добие пророчка награда. Да оживееш, да оживеат во тебе словата на животот, Евангелието. Јас ве родив преку Евангелието, вели апостол Павле. Може да те роди. Исус не сака мртви верници, смрштеници, одат во студена, камена, вапцана градба, со ликови на телесни битија, со крст на врвот на покривот, тоа е култ кон крстот, дрвото, или смртта. И дупките во земја каде ги положуваат телата носат крстови. Дали е тоа место каде што мртовци погребуваат мртовци? Пазете сега. Се украсени, забележани со крстови. Стихот е остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци. Те сакам, Господи Исусе Христе. И во недела е родение и сега они го чекаат тој ден, па ќе удрат песни, па ќе прават. Да, добро е тоа. Не вели Исус, мртвите. Не е проблемот во палење огнови. Проблемот е што вие не го ширите Евангелието, што сте поучени во
телесни канони сте донере одлука на собирот во Никеја дека и Богородица е светица. Света. Па имате свет вселенски патриарх, пазете. Па имате света столица. Каква света столица? Што ви е вас свето? Вие сте свети. Или сте, или не сте. Крст, крсти, раскрсница, прекрстување од мртов телесен во духовен Исусов идентитет. Тоа значи да умреш стариот телесен, да се родиш во духот. Но тоа е малку поспецифичен процес, болен процес. Никој не сака да се откаже. Сатанската природа. Запејте му на Господа нова песна. Похвала за него, но да се чуе во храмот на светиите, во срцата. Псалм 149:1. Видете, нека се весели Израилот на својот Создател, нека се радуваат на својот цар. 149:2. Ете, радувајте се. Исус, кога се покажа на Мариите две, воскреснат, им рече, радувајте се. Пејте му секогаш славословија на Господа, пејте му, на гусле пејте му на нашиот Бог. Псалм 146:7. Радост полна во Исус Христос. Таткото не сака мртви верници. Мртва вера. Сака радост Исусова во секое срце. Сестра дојде на кај нас, ни вели, не може да прифати така со радост да крена раце и да пее. При славењето во црква треба да си тивок, мирен, воздржан, да си заспан, да си смрзнат, да си мртов, сакаш да кажеш, да си мртов. Еве стихови. Пејте му секогаш славословија на Господа, на гусле пејте му на нашиот Бог. Псалм 147 се зборува за пеење, славење, радост, радост. Не сака тој мртва вера и мртви верници. Зошто да се радувам? Па радост. Наскоро ќе заврши ова на земјата, така има ново небо и нова земја. И ќе се вратам во Царството Божјо, во духовната љубовна природа, каде љубовта никогаш не престанува. Ој, Исусе, те сакам и уште повеќе те љубам. Псалм 140. Пејте му секогаш славословија. Се зборува за пеење, славење, запејте му на Господа нова песна. И ние ќе имаме преку 50 песни. Слегува песните. Похвала за него, да се чуе во храмот на светиите, нека се весели Израилот. Тоа е првата заедница на својот Создател. А синовите на Сион нека се радуваат на својот цар. Псалм 149:1-2. Да запееме, да се радуваме. Полна радост Исусова, тоа се упатства на христијанинот. Значи, Царството Божјо не е во јадење, пиење, туку во мир, правда Божја негова, Исусов мир и радост. Радост во Светиот Дух. Радоста е првата манифестација. Во мртви храмови без дух нема радост, се пеат траурни песни. Верниците се како статисти во театар, ништо не разбираат. Ние зборуваме за соединување во Исус, во духот на радоста. Еве стихови. Нека го фалат името Негово во оро. Опа, ете, затоа се ората, македонци мои. Со тимпани, со гусли нека го слават. Псалм 149. Да го славиме во оро. Ние играме толку ора дал. Македонците, никој не го слави во оро. Знаете, сум го зборувал ова еднашка. На свадби или на некој весел, во оро се молам и слегува таква сила, сам се молам. Сега скоро бев во Егејска Македонија, во Пазар, во Јаница. И илјадници луѓе играат оро со полна радост. Ги дал тие песни, знаете. Знаел дека ќе ги негираат македонците. Само недостасува еден чекор да речеш Исусе дојди. Зарем само јас таа вечер повикував кон Исуса.
Затоа се дадени ората кај македонците и другите. Не да ти се славиме, свалиме, сожалуваме самите, да си пееме себе си. Негова е славата. Во 150-тиот псалм повторно се потврдува тоа: фалете го со трубен звук, фалете го со тимпани на гусли, фалете го со тимпани во оро, фалете го на струни и со свирка, фалете го со милозвучни кимвали, со кимвали громогласни, се што дише, нека го фали Исуса Господа. Псалм 153:6. Да го славиме Исус во оро. Треба да се проба во оро молитва, да видите што значи тоа. Затоа се тие леви и десни дактили, обредни метрички стапки и денеска живи во современиот македонски јазик. Затоа се дадени песните и ората да се слави Исус и Отецот, а ние си се славиме самите себе си пееме за себе си се само сожалуваме, само проколнуваме низ благодаруваните песни и ора и се гордееме со нив. И така сме во гревот. Си раскажуваме приказки, истории за нас. Недостасува само еден повик кон Исуса: Господи Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми, дојди во мојот дом и помогни ми, дојди во Македонија и помогни ни. Негова е силата и славата. Замислете низ тие зурли топани низ игра. Замислете само да се прослави Исус Христос. Се што дише, нека го слави Исуса. Тогаш орото станува духовно движење. Слава ти, Исусе, соединување во победа Исусова. Духовно движење станува орото, во соединување во победа Исусова во нашите срца. Слава ти, Господи Исусе Христе, што и во овој ден ме облева Твојот мир и Твојата радост. Се што е од Исус нека остане кај секој еден од нас. Се што не е од Исус да си замени, да напушти. Не за сатаната и смртта, да за Исус во мојот живот, во заедницата, во имотот во Македонија. Бегај од нас, сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, од земјата до небесата Исус. Пред мене, зад мене, околу мене, низ мене, на секаде Исусе и само Исусе. Амин. До Божиот царство небесно. Амин, брати и пријателе. Ете, тука добиваш, ако си буден, кратки упатства, директно од Таткото Небесен, кој ни ја објаснува суштината на пореметениот заборавен однос Татко Небесен и деца на земјата. Амин. И со мене отплата, секому ќе дадам според делата, колку љубов во срцата. Секому ќе дадам според делата, колку љубов во срцата. Кој е жеден, нека дојде, кој сака, нека земе од живата вода.